Сите се заложуваме да помогнеме на колку што е можно поголем број луѓе и да им излезнеме во пресред на поголем број граѓани, истакна премиерот Никола Груевски по денешната поседа на населбите Бардовци и Злокуќани. Премиерот Никола Груевски присуствуваше на отпочнувањето на изградба на плоштадот во Бардовци. Се одбележа започнувањето на градбата на плоштадот во населбата Бардовци, кој што го гради општината Карпуш, а средствата се обезбедија од ИПАРТ, од програмата за рурален развој на владата, на Министерството за земјоделие. Средства со кои што ќе се изгради овој плоштад и неколку улички во оваа населба. Плоштадот ќе биде изграден на површина од 2000 метри квадратни и ќе биде уреден со игралиште за деца и мала фонтана. Владата преку оваа програма помага на сите општини во Република Македонија, инвестирајќи во секоја општина за градба на водоводи, канализациони мрежи, плоштади и други инфраструктурни проекти кои што се најголема потреба за граѓаните. Премиерот ја посети малата компанија Краварска фарма, која е инвестиција од ИПАРТ програмата, а собственикот ги користи субвенциите кои ги дава владата. Имавме задоволство да поразговараме со нив за сето ова и навистина ни е задоволство кога гледаме колку нашите напори што ги правиме да овозможиме што повеќе можности, користи за земјоделците, како тоа изгледа на терен кога тие тоа го примаат, какво е нивното задоволство и се разбира какви се нивните препораки за понатаму што да направиме. Груевски оствари средби со граѓаните, каде ги сослуша нивните предлози и проблеми и се заложи за нивно решавање во рамките на можностите. И освен што ги видовме позитивните работи, ги слушнавме и нивните предлози за понатаму како да им се помогне за други работи, поврзани со катастар, поврзани со други работи со кои што се соочуваат. Така што земавме нивни податоци и ќе продолжиме комуникација со нив да и понатаму им помагаме, а помагајќи на нив практично ние ќе правиме системски решенија за помагање на многу граѓани. Груевски по средбите со жителите додаде дека еден од проблемите кои биле посочени, а со кои се соочуваат граѓаните, е одреден закон со кој се усложнува работата со легализација на земјиштата. Министерот за транспорт презема обврска да свика, да состави работна група и да свика дел од оние кои што се засегнати за да имаме детали од нивните проблеми и во текот на наредните неколку недели да подготви измени и дополнувања на соодветните закони со кои што ќе го олесни начинот на впишување во катастар на овие земјишта. За време на денешната посета, Груевски беше придружуван од министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски, заменик министерот за земјоделство Ванчо Костадиновски, градоначалниците на град Скопје и општина Карпош Коце Трајановски и Стефчо Јакимовски.